сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на 99%. Емисија во која се обидуваме да го слушнеме ставот на граѓаните за оние прашања кои што за нив се значајни и тоа како тие интимно размислуваат по однос на тие прашања. За ова издание на 99% подготвивме една некој ќе рече можеби малку полежерна тема, меѓутоа секако за светот за кој што ќе говориме денес подеднакво значајна и подеднакво вредна за дискутирање и дебатирање. Денес зборуваме за тоа како дигитализацијата и современата технологија влијаат врз развојот на осмата уметност, стрипот. На оваа тема денес ќе дискутираме со Јованчо Секуловски и Јордан Коцев. Добре дојдовте во ТВМ телевизија. Добре ве најдовме. Ќе започнеме со една мала хронологија, иако бидејќи стрипот, иако не сум некој љубител или можеби припаѓам на некоја генерација која што не успеа да го стигне стрипот додека беше во височините, мене сепак ми се чини дека тоа е еден вид на уметност кој што тешко ми е да го замислам, освен во онаа класична форма во која што некогаш го имало. Затоа, ајде хронолошки, како се доживуваше стрипот во времето кога вие за прв пат се сретнавте со него? Да почнем? Да почнеш. Па добро, во моето детство, значи во поранешна Југославија, стрипот беше многу популарен вид на уметност на литература. Излегува голем број на списанија кои што и широко се дистрибуираа низ државата затоа што го имаше тој систем на трафики, каде што имаше многу магазини, многу списанија, меѓу нив и стриповите кои што во тоа време има и високи тиражи. Значи, знам дека престануваат да излегуваат стрип изданијата ако нивниот тираж паднеше по 25.000 примероци, што е еден тираж што е незамислив за целиот Балкански полуостров, можеби сега за било какво списание, тука би ги броили стриповите. Значи во тој момент излегува пред се стрип изданијата кои што беа од италијанско производство, од издавачката куќа Серџо Бонели, па сите постари знаат за Загор, за Блек, за Командантот Мараки и така натака, за голем број на такви јунаци, меѓутоа имаше и сериозно производство на стрип изданија од југословенски тогаш автори од пред од Хрватска и од Србија, кои што достигнува значајни тиражи, па така луѓето кои што се и постари од мене се сеќаваат дека излегуваше стрип едиција која што се викаше Никат Робом, каде што е популарниот стрип Мирко и Славко, кој што излегувал во стотици илјади примероци, значи бил многу популарен пред се кај децата, кај младите. Инаку стрипот е една интересна уметност која што представува вистинска симбиоза помеѓу текстот и сликата, значи помеѓу визуелното и текстуалното. И затоа е многу интересен за децата. Децата некако природно им е интересен стрипот и јас би го препорачал како средство вашите деца да ги научите да читаат. Затоа што многу полесно им оди читањето кога е тоа придружено со интересни слики, значи. А сепак не е сликовница, туку има некоја по-комплексна, по-интересна нарација, која што е интересна и за најмладите, меѓутоа и за повозрастните, затоа што има, колку што има жанрови книжевноста или филмот, толку има жанрови стрипот. Значи има стрипови за деца, стрипови за тинеџери, стрипови за девојки, стрипови за секој вкус, секој карактер. Се разбира. Така. Јордан? Па, мојот почеток е сличен како Јованчо во бивша Југославија. Јас почнав со малку поинакви стрипови, по-детски тогаш. Пред се Мики Маус. Тоа беа стриповите Микиев Алманах, Микиев Забавник. Знам дека доста популарен во тој период беше Алф. Па повеќето можеби го знаат како телевизиска серија, меѓутоа јас го искусив и како стрип. Паметам дека беше многу забавен. Друидите од Star Wars исто, како
дете нормално можеби старост не ме интересира толку многу, меѓутоа самиот стрип за R2D2 и C3PO беше за мене нешто невидено. И потоа се деси распадот, па еден вакуум имав огромен во кој што немав никаков контакт со стрип. И почнаа повторно од Слободна Далмација да доаѓа, тогаш ги открив тие стрипови од Серџо Бонели, Дилан Дог Преце и Мартин Мистерија и Натан Невер. Тие ми беа омилените. Многу љубител на каубојските стрипови, не бев толку јако, интересно е што тие им се попопуларни на светско ниво, па дури и мислам на југославенско. Меѓутоа, за жал, повторно се деси тоа некое чудо на застој во 2001 година и веќе стрипови немаше долг период. За среќа, тогаш почна интернетот, па почнавме, до некаде доаѓаме со темата на разговор, почнував да наоѓам стрипови на интернет, меѓутоа не беше исто и не го правев тоа толку многу, па за повторно сега да имаме не само изданија кои што доаѓаат на ексју јазиците, туку и на македонски јазик, така да буквално може да се чита кај нас на било кој јазик, не баш на било кој, меѓутоа на тие што ли се поблиски, на македонски, на ексју просторите, и јас би го додал и англискиот јазик, бидејќи сметам дека во денешно време е доста значаен. Споменавте еден период во кој што стрипот на вистина на некој начин експлодираше на овие простори, со врвна популарност, со буквално да го читаат од најмали до највозрасни. Меѓутоа, Јордан и ти самиот кажа, некако хронолошки како минувале годините, нагли некои падови во популарноста на стрипот. Не е ли малку тоа чудно? Некако се чини дека обично постепено се стекнува популарноста за да има некој врв, а овдека обратно. Први имаме некој фантастичен врв достигнат, па обратно се некако се губи денес популарност. Значи, мислам дека проблемот со публикувањето, значи со објавувањето стрипови на овие простори повеќе беше поврзан со некои социополитички феномени, значи на распаѓање на поранешната држава, за драматично намалување на пазарот за стрипови, затоа што и стрипот е една гранка од литературата која што си бара читатели, значи треба да има една широчина на читателска публика за да имаат издавачите интереси да го објавуваат, затоа што сепак е потребна економска логика за било која гранка од уметност и од издаваштвото да екзистира. Значи беше проблем што настана тоа политичките ситуации кои што настана, економските кризи, се разбира дека луѓето соочени со економска криза штедат најпрво на литература, на книжевност, на печат. Тоа е нормално. Меѓутоа, сепак во последно време, па интернетот придонесе да се повторно да се популаризира на некој начин стрипот помеѓу помладите, затоа што ако веќе нема сериозно издаваштво во Република Македонија или нема сериозна дистрибуција на стрипови, затоа што на крај на криштата и пропадна тој систем што беше Нова Македонија, кој што имаше огромен број на трафики кои што дистрибуира стрипови, весници и така натака. Меѓутоа интернетот има возможност па директно да се набавува преку eBay, да се нарачуваат стрипови, така да ако ви е нешто интересно ќе го пронајдете, ќе платите со кредитна картичка и ќе ви дојде дома. Сега факт дека новото време па носи и новости во издаваштвото, така да се повеќе се популарни и дигитални стрипови, значи може да се нарачаат стриповите и во дигитална форма, затоа што можеби за нашите генерации не е толку својствено да читаме на екран, меѓутоа за генерациите после нас тоа е многу поприродно можеби отколку читање на нешто отпечатено на хартија, така да тие воопшто немаат проблем ниту некаква задршка за да го восприемаат тој медиум.
дигиталниот медиум. Вие сте блиски со стриповите и двајцата. Каков е статусот кој што го ужива стрипот денес, во денешно време, со сета таа технологија која што споменавте, не само кај постарите упорни фанови кои што не се откажуваат, туку и кај оваа млада генерација? Значи, зборуваме за Македонија. За Македонија. Мислам дека подигната е свеста за стрипот како медиум, затоа што почнавме да имаме и наши изданија во смисла не само наши на македонски јазик, туку и наши од македонски автори. Тоа е еден почеток, кој што се надевам дека ќе оди на нагорна линија од сега натаму, а покрај тоа тука големо влијание имаат и останатите медиуми. А пред се би зел филмот. Мислам дека голем број, ние сигурно знаевме за Спајдермен пред да излезе филмот за Спајдермен, меѓутоа тој филм беше толку популарен што памтам дека дечиња од Малава кај што живеам, ќе помине Спајдермен, филмот, имало и стрип. И сега тоа е како да се види стрипот, па интернет, па ќе видат, ќе спуштат. И мислам дека се создава веќе некоја читателска публика во Македонија, која што се надевам би дошла на тоа ниво од периодот од бивша Југославија, бидејќи да вистина за мене тоа се приказки како татко ми имал цела гаража со стрипови, па завршиле неславно, како дедо ми имал цел шпај со стрипови, па и тие завршиле неславно. Па се надевам дека, боже биде во смисла на шпајзови, меѓутоа дека ќе има многу луѓе кои што ќе го читат стрипот, затоа што во денешно време мислам дека ќе се најдат многу луѓе, бидејќи не сме ограничени, Јован спомна претходно, на еден жан и на една целна публика. Од стрипови за тинејџери, за возрастни, значи има секакви, тој што вистина сака да чита може да се одбере. Исто, јас би сакал да истакнам еден друг феномен, значи феноменот на социјалните мрежи, во мојот случај, како влијаеше на да кажам мое навраќање и сега и како автор веќе во стрипот. Едноставно публикување на мои цртежи на Facebook било привлечно за некои издавачи или сценаристи да ме контактираат и така да стапиме и во соработка, во изработка на стрипови. Па ево еден од тие контакти заврши со публикување на мој стрип во Англија, значи во антологија на хорор стрипови, стрип работен со англиски сценарист кој јас никогаш лично не сум стапил во контакт во живо, туку сме контактирали случајно преку гледаме и делот на што го има сработено преку социјалните мрежи. Исто така се популаризираат настани кои што се поврзани со стрипот преку социјалните мрежи, па така откривме дека на едно регионално ниво во соседна Република Србија или во Република Хрватска или во Босна и Херцеговина се организираат многу настани поврзани со стрипот, затоа што тие имаат сепак поразвиена стрип сцена и многу повеќе автори кои што работат на стрипот, на светско ниво во Италија, во Франција, во Соединетите Американски држави, а исто и многу повеќе издавачи. И тие организираат бројни настани, навистина бројни настани. И јас лично бев изненаден дека има стрип фестивали од Лесковац до Ниш, до Крагуевац, до Белград, до Макарска и така натака. И овие социјални мрежи се идеален начин за ефтино популаризирање на овие настани, на некој начин вмрежување на луѓето кои што се интересираат на стрипот, па да се најдат на тие стрип фестивали, кои што се одлично организирани, одлично посетени, присутни се многу издавачи, значи од регионот кои што тука ги пласираат своите изданија по популарни цени, а присутна е голема и широка публика, значи и дечиња, меѓутоа и родителите кои што повторно се навраќаат на жанрот, на медиумот кој што го сакале во детството. Стрипот не е само цртање на суперхерои и после измислување приказни кои ќе ги следат тие суперхерои. Тој барем во времето кога била таа златна доба на стриповите, представувал и еден вид на една форма на општествена критика, односно критика на општествените случувања. Дали се уште го има тој статус? Значи, еве еден од најпознатите илустратори на тие поранешни југословенски простори, Мирко Илич,
кој што има добиено, значи, светски награди како најдобар светски илустратор кој што работел за Wall Street журнал и така натака, кој што е посебно познат по својата политичка сатира на некој начин. Неговите корени се во стрипот, значи тој тргнал како стрип автор, работејќи на тоа време ги нарекува ангажирани стрипови, значи стрипови кои што се занимаваат и со социјалните тематики и со проблемите со кои што се соочуваат младите од наркоманија и други девијантни појави, така да има голем дел на цртачи кои што трнале баш од таков значи жанр, од таков вид на содржини, за потоа да се пробијат и во други гранки. Сепак суперхероите се најпопуларни затоа што за суперхероите секој знае дека се настанали од стриповите. Затоа ги поврзуваат со стриповите. Меѓутоа има многу сериозни филмови како што е Road to Perdition, например, еден прекрасен крими филм и драма со Том Хенкс, кој што исто така како основа има стрип, меѓутоа тоа луѓето не го доживуваат така затоа што ги поврзуваат само со шарени суперхерои. Меѓутоа суперхероите се па од стриповите трансферирани на филмското платно и еден начин на голем подем на филмската уметност и им носат огромни профити на корпорациите кои што ги прават и тие представуваат, како да кажам, значаен сегмент сега од филмската индустрија и тие се на некој начин и верификација колку е значаен стрипот, затоа што ако Дизни бил спремен да плати 2 милиарди долари за да ги откупи компанијата Марвел, за да дојде до правата за да прави филмови какви што се Avengers и Hulk и така натака, тоа покажува колкаво е значењето на стрипот и колкаво е дури економската моќ што е создадена врз база на нечија фантазија и креативност. Особено сега живееме во некоја дигитална доба, иако и предходно години наназад дигиталното и технологијата навлегуваат во стрипот, меѓутоа вие како луѓе кои што сте успеале да ја зафатите таа златна доба на стрипот, дали во тие моменти кога за прв пат насетивте или видовте дека технологијата навлегува и кај стриповите, ги прифативте или пак имаше некој отпор кај вас? Па, интересно прашање. Мислам дека од мој аспект јас ги прифатив, меѓутоа сепак предпочитам да имам хартија. Друго е, еве ми се случи, го средев серијалот Hellboy и обично ги купував кога ќе си дојдат на попу за празници и го чекав последниот број од серијалот и тоа што го направив не бев стрплив да го дочекам тој попуст, па си го зедов дигитално, си го прочитав дигитално, но сепак после тоа го купив. Затоа што за мене едноставно не е исто. Прво, бојата не е иста, не е исто да се чита пред екран, иако морам да речам дека повторно тој напредок на технологиите, конкретно за мене, читањето на стрип пред телевизор беше проблем. Меѓутоа, читањето на стрип на таблет е веќе полесно. Затоа што не мора јас да зјапам во тој не знам колку инчен екран, туку можам да се најдам во било каква положба, да го зедам таблетот и да читам. Што е единствено само што не листате хартија. Така да, сепак разликата помеѓу боите на хартијата и боите на дигиталниот медиум се огромни. Од тој аспект мора да спомнам и најновиот напредок кој што се постигнува. Јас искрено тоа го нарекувам стрипови за мрзливи, а тоа се motion comics. Motion comics е најновиот, не е веќе толку нов, меѓутоа тоа се стрипови кои што се анимирани. Значи не се цртан, туку едноставно самите слики од стрипот се анимираат и некој друг ви го чита текстот. Кој е заинтересиран слободно може да побара на YouTube, ќе најде неколку и тоа за мене веќе не е стрип. Значи друго е да читате стрип во дигитален формат, а друго е да пуштите YouTube и да гледате стрип. Не гледам едноставно поента во тоа. Така, Јованчо. Мој аспект е, значи,
Јас и мојот брат Ристе, значи 3-4 години постар од мене. Уште од мали бевме фрикови па и по технологија, така уште од 80-тите кога ретко кој имаше компјутер, моите родители се измачија и ни добавија тогаш ZX Spectrum од Германија, затоа што овде ги немаше компјутерите во слободна продажба. И знам дека брат ми научи да програмира и првиот програм што го направи се викаше AirDraw. Беше програм за цртање на тој истиот компјутер ZX Spectrum. Така да уште од тогаш ми беше интересно креирањето со користење на дигиталната технологија, значи со користење на компјутери. И до ден денешен јас многу природно тоа го користам, значи и цртежите се што ги прикажа се во голем дел изработени дигитално. Значи најчесто тоа оди се работи цртеж во моли, кој што се скенира и потоа натамошната обработка на некој начин дигитално туширање го правам на компјутер. Има значи тие таблети кои што се осетливи на чувствителни на притисок и на кои што се црта како со четка или со перце, само што не можете да го истудите тушот. Да си имате проблеми со семејството, така што од секогаш ми било многу природен начин на творење, значи со користење на дигиталната технологија, со користење на компјутери. Така не, тоа е поедноставно. Да, пишувањето е поедноставно. Тоа секако. Што донесе, а што однесе дигиталната доба од она што стрипот го имаше како некоја основа во таа толку споменувана златна доба? И колку го смени всушност и значењето и тежината на стрипот? Да, може да. Кажи. Значи, тоа е исто што се случи и со филмовите. Знаете, ние јас како дете, кога се појави Конан со Шварценегер, сме го чекале со месеци да дојде на кино и тоа било очекување, затоа што немаше значи ни видеокасети за да го гледате од некоја пиратска верзија, туку чекавте да дојде на кино, па чекавте да купите билет, па чекавте ред за да влезете, па тој ред знаеше да се протега до покрај езеро, што е сега не е замисливо за овие дечиња сега што и не знаат што изгледа вистинска кинопракција и таков начин на гледање на филмовите, и тоа чекање сега го нема. Меѓутоа го нема и за филмовите, го нема и за книгите, го нема за ништо. Сега сте толку именно големо богатство понуда, која што ви е веднаш достапна, ако сте подготвени да платите или ако сте подготвени да користите пиратски производи, што тој момент на исчекување и на воодушевување веќе го нема. И тоа за жал мислам дека е веќе неповратен процес, пак ќе кажам за сите медиуми. Значи, ние стриповите сме ги чекале да ги донесат. Значи, човекот што ги носеше пошта во трафика, па сме го чекале пред трафиката. Може би сте го следеле, па. Па добро, не бевме баш до толку мањаци, меѓутоа вистина сме чекале пред трафика за да дојде некој нов стрип, затоа што сепак и тогаш биле ограничени тиражи, па да не го купат, па да немаме после. Примерот сега тоа го нема, сега е се премногу лесно достапно и можеби заради тоа и не е толку ценето. Значи, мислам дека и нашите деца ќе имаат проблем да ги ценат работите и да го ценат трудот што е потребен да се вложи за да се создаде едно дело, затоа што им е премногу лесно се достапно. Јордан? Па, се сложувам со Јованка што го спомна исчекувањето, се замислив и јас. Го имам сличното искуство да го чекаш, стрипот доаѓа на тој и тој ден. И го чекаш и се случува да закасни. Сега со новата технологија нема шанси да закасни. Тој е датумот, тогаш и тогаш се случува и истото станува збор на пример и доколку нарачате физичка копија. Конкретно еве јас пратам еден серијал, си пишуваше 8 февруари. 8 февруари излегува, го има на Амазон, може да си го купите, ќе ви стаса дома за 2 до 3 недели и тоа е тоа. Сега го имам чекање тие 2 до 3 недели, од втората од кога ќе помини до третата недела додека да помини, меѓутоа не е исто. И
Од друга страна пак, тоа е сепак наше искуство. Сметам дека за младите генерации од друга страна тие можат да живеат со тоа и можеби ќе им го доближе многу повеќе, меѓутоа сепак нема да се цени исто толку колку што се ценеше порано. Самиот цел оној труд да се дојде до нешто што на вистина се сака, го нема. Така. Ај Мирисот на хартија. печатено. И тоа стоено од трафика. Така, добро, ајде да направиме, на мониторите. ќе направиме тука една кратка пауза за реклама и подосна ќе продолжиме разговорот. Родители, побрзајте! Уписите во основното училиште на коледжот Јахја Кемал во Скопје и во Струга почнуваат од 1 мај. Докажаниот квалитет на коледжот Јахја Кемал е гаранција за иднината на вашето дете. Сите имаме различни соништа и потреби. Сега можеме да ги оствариме и да ги заштитиме на исто место и во исто време. Со кеш кредитот на Охридска банка Societe Generale добивате плюс кредитно животно осигурување, фиксна каматна стапка од 5,90% за првата година и 50% попуст на административниот трошок. Кеш кредит плюс осигурување. Охридска банка Societe Generale. www.steeringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk Бако акција. Бадем печен и непечен 780 денари, глешник печен и солен 795 денари, урма без коска 285 денари, урма со коска 199 денари, семка крупна печена 259 денари. Вкус кој не се заборава. Секогаш можеш да направиш супа, но можеш ли да предизвикаш воодушевување? Да се препуштиш на моментот? Да ја вкусиш љубовта? Направи супа, создади чувство, подравка. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Пазар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Revlon. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Ви лепите, оне падају. Ви лепите, оне падају. Сада е томе дошао крај. Потражите савет Бекамент, доктора за плочице. Лекови за ваше плочице су Ciprofix лепак и Fugomel маса за фуговање. Ciprofix. Толико добро лепи да неćete моći да станете. Ciprofix и Beka Fugomel. Bekament. Doktori za pločice. O upotrebi se posavjetujte sa Bekament doktorima za pločice. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Ние сме 99%. Драги мои, еве повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес во 99% дискутираме за стрипот и за тоа како современата технологија влијае врз развојот на оваа осма уметност. На оваа тема денес дискутираме со Јованчо Секуловски и Јордан Коцев. Да го продолжиме разговорот. Споменавте вие и во првиот делот онаа екранизација која што се случува барем на дел од стриповите, оние кои што вклучуваат суперхерои.
Како влијаеше таа екранизација, посебно на оние стрипови од Марвел, од DC Comics на популаризацијата на стрипот? Или пак може би имаше и некое негативно влијание на истото? Сметам дека влијанието беше позитивно, бидејќи самите филмови се појавија во период кога во Америка конкретно америчкиот стрип, значи тие што ни се нас познати Марвел, DC, односно ликови како Спајдермен, Супермен, Бетмен, Авенџерс и слично, постепено беа истиснувани од јапонските стрипови. Од тие се викаат манга. И ете сега дојде ова екранизација на филмови и убеден сум дека доколку ги погледниме статистиките, сигурно во однос на пред 5 години ќе има значителен пораст на продажбата на стрипови. А тука и факторот цена. Мислам дека цената се зголеми еден период, па сега се оди повторно да дојде на некоја поприфатливо ниво за нормално за американската читачка публика, бидејќи за нас, да речеме, за киоски издание да се плати повеќе од некои 150 денари се многу. За некого дури и 100 се многу. Сметам дека филмот и стрипот се медиуми што природно се во љубов. Затоа што луѓето може би не знаат и која е технологијата и на создавање на филмовите, меѓутоа има еден сегмент важен во изработката на самиот филм, кој што се нарекува storyboard, кој што е всушност на некој начин стрипуван филм. Значи сценариото од кој ќе помине, да кажем, сите тие проценки кои што ги прават филмските студии ќе утврдат дека тоа е некаква финална фаза од сценариото, потоа им се дава на цртачи, голем дел од стрип цртачите тоа го прават како споредна дејност, кои што изработуваат цртежи за секоја сцена од филмот, кој што се нарекува storyboard. И тоа е на некој начин филмот прикажен како стрип. Затоа што таа фаза на storyboard всушност му дава и на смерници на самиот режисер и на самото филмско студио како на крај филмот ќе изгледа. Се разбира, тоа им ги намалува и значително трошоците, затоа што плаќаат еден човек кој што ја изработува визуелно изгледот на филмот, кој што потоа се преточува во самиот филм. Друг важен сегмент е што стрипот е на некој начин ефтин начин за производство на оригинални дела и за тестирање на тоа дело пред публиката. Ако некое дело е прифатливо како стрип, има своја читателска публика, ако критичарите го оценуваат позитивно, тогаш им е многу лесно на филмските студии тоа дело да ги откупат правата и од тоа да направат филм, затоа што веќе на некој начин го провериле судот на јавноста. Дали јавноста е заинтересирана за едно такво дело, затоа ви кажав, не се само суперхероите, туку и многу други стрипови се подлога за создавање на филмови. На крај на криштата и во цртаните филмови, Гарфилд е популарен лик од цртаните филмови кој што првенствено бил стрип. Така. Во овие екранизации кои што се случуваат и кои што филмската индустрија и тоа особено последниве години ги прави позачестено, се чини најозогласената карактеристика на таа екранизација е што недостигаат можеби некои делови кои што некој љубител на стрип си ги прочитал порано, па можеби очекувал да ги види во самиот филм, меѓутоа се испуштени. Што мислите вие за тоа кратење и менување на основната сторија на стрипот? Има еден обратен феномен. Еден стрип автор кој што се вика Френк Милер има направено стрип за Бетмен кој што се нарекува Dark Knight Returns, кој што па е толку силно влијателен што практично нема игран филм за Бетмена, ги има веќе десетина, кои што не краделе буквално директно од стрипот. Па самиот сега нов хит кај што се Супермен и против Бетмен, или како се нарекува, е директно украден стрипот на Френк Милер. Така да некогаш па го има премногу влијанието, е пресилно на стрипот врз филмот. Јас на крај на криштата и сум разговарал со луѓе на кои што им пречеле некакви екранизации на книги,
не знам, најозлогласена Shining, Сјаење, филмот на Стенли Кјубрик, кој што е екранизација на роман на Стивен Кинг, кој што Стивен Кинг го презира, затоа што смета дека ништо од неговиот роман не е искористено како што треба во филмот на Стенли Кјубрик, а сепак е The Shining ремейк дело на филмската уметност, затоа што сепак се работи за различни медиуми, се работи за автори различни. Филмскиот автор има право да го гледа литературното дело или стрипот како што сака и да го реинтерпретира како што сака, затоа што неговата уметност е сепак негова уметност различна и од стрипот и од книжевноста. Така. И веројатно и секој медиум си има можеби полесно да ја воодушевите публиката во одреден медиум на одреден начин. Па еве најдобар пример од моје искуство е Спајдермен со Тоби Мегвајер. За мене филмот беше разочарување. Прво, поентата на Спајдермен, тинејџер, второ, мрежата, едноставно тој правеше вака и мрежата излегуваше и решен проблем. Кај е тој момент од стрипот кога ќе му снема мрежа, па тој паѓа удолу. И костумот со некои си златни чуда направено и најголемиот дебакл, неговиот арч енеми, како ќе се преведи на македонски, главен непријател, кој што е континуирано жив во стрипот, умира. И толку беше лошо негативецот, зелениот гоблин обработен, што едноставно јас бев разочаран. Меѓутоа цела киносала излезе задоволна колку е убав филмов, колку е ова, колку е нај. И нема тука некое стрикно правило. На крај краишта тоа што рече Јованчо, најважен е медиумот и најважна е сепак публиката. Значи тоа се два различни медиуми и не мора да биде се од А до Ш доследно. Денес имате најразлични технологии. Имате таблети, имате, не знам, смартфони, имате Kindle, па може да гледате стрипови на сите овие технологии. Дали се уште вреди и покрај сите овие технологии кои што и многу подостапни можеби ги прават стриповите и покрај сета таа технологија вреди да се уште да се печатат изданија и тој мирис на хартијата што го споменате? Се разбира дека вреди. Значи, сепак книгата е печатената форма е еден медиум кој што екзистирал со векови и ќе екзистира уште долги векови. Сепак има нешто незаменливо во тоа искуство на физичка присутност на делото, на мирисот на печатеното, на хартија, на листањето, па можност да се вратите назад, па можност да свиткате негде кај што имате некој цитат кој што ви е интересен и да се навраќате кога ќе посакате, кој што не може да го долови друг медиум, така што сметам дека значи печатените форми ќе обстанат, макар што кризата во печатените форми не е само кај стрипот, присутна е во многу други области. Сигурно и дневните весници не постигнува ни десетина од некогашните тиражи или неделниците и тоа предизвикува една криза сериозна во севкупното издаваштво. Меѓутоа гледате дека сепак се жилави, издавачите се жилави, печатат нови изданија и стрип издавачите се жилави, ќе се изненадите во регионот колку квалитетни изданија се печата со врвен квалитет и на печат и на хартија. Па добро, сега цената сепак е значи пропорционална на вложеното во производството. Точно. Така. Ајде, додека извини само се надоврзам може на тоа што спомна дека е тешко за издавачите, меѓутоа дигиталната технологија сега има еден друг момент, а тоа е моментот да го направи полесно за издавачите. Затоа што еден издавач од Македонија може да продава на секаде низ светот. Или од било која земја може да продава на секаде на светот. Може да продава и таа физичка копија, меѓутоа може да продава и дигитална копија од стрип изданието. Значи, тоа се два моменти што има и тој аспект и да е потешко, но од друга страна можеби за земји како нас можеби е пак и полесно. Па добро, гледате самата дигитална подготовка за печатање на издавач како што е Марвел од Америка, директно значи се преку интернет се испраќа во Италија, се преведува само текстот, излегува изданието потполно идентично како корица, како
како подготовка на печат, како што било оригиналот во Соединетите Американски држави, исто им овозможува поголема брзина, значи веднаш тоа да се трансферира на различни пазари, веднаш да излезе глобално стрип изданието, така што има и минуси и плусови, меѓутоа севкупно моје мислење е дека печатената форма ќе преживе. Тоа сум убеден. Го споменавте издаваштвото, посебно на македонското, па ајде, во каква ситуација моментално се наоѓа македонската стрип сцена, било тоа да се работи за оние кои што ги цртаат стриповите или пак оние како Јордан кои што ги пишуваат и текстовите? Па ние сме моментално во подем, да речам, затоа што колку веќе 4 години имаме секоја година по некое македонско издание кој што достигнува, сега не се тие 25.000 тираж, тоа се скромни тиражи, од тие скромни тиражи се продава уште поскромен број, меѓутоа моментално имаме, би стакнал јас, 2 издавачи, тоа се Стрип Квадрат од Скопје, кои што издаваат македонски стрипови од македонски автори, и тоа се, како се вика, M-Comics, така, M-Comics кои што моментално работат со стриповите од Бонели на македонски јазик. Па се надевам дека бројот на сето тоа постепено ќе почне да расте, дека ќе имаме нормално нас како автори поинтересни ни се тие што издаваат македонски стрипови од македонски автори, така да се надевам дека бројот на таквите издавачки куки ќе се зголеми. Се разбира не за сметка на останатите, и сметам дека има добри услови за подобрување во теков на наредниве години. Јованчо? Па, добро, мора да се истекне и еден друг фактор, а тоа е поддршката реална која што доаѓа во последно време од Министерството за култура, која што секоја година врши селекција на издавачки потвати кои што ги на некој начин кофинансира, кој помага нивното печатење, така и јас и Јордан сме на крај на криштата благодарни што наш еден проект наречен Пламениот е подржан оваа година од Министерството за култура преку издавачот, значи Стрип Квадратот од Скопје, така што се надеваме дека до крајот на годината ќе види белдени нашето издание, нашиот стрип. Така што и тоа е еден интересен елемент, значи на издаваштвото во стрипот, меѓутоа е интересно што и сериозна институција како Министерството за култура па веќе го препознава и значењето на стрипот како медиум кој што треба да се поддржи, затоа што знаете важна е таа поддршка. Важна е за било какво издаваштво, а важно е и за стрипот затоа што има држави каква што е Франција, каде што стрипот е издигнат на едно национално ниво, како национална уметност, каде што на врвните стрип автори им се доделуваат витешки титули, значи тие се препознаени како автори, како креативни умови кои што се поддржани и од самата држава, и од издаваштвото, и од публиката, и ќе се изненадите дека таму се чека, значи, редици од стотици луѓе чекаат за стрип автор да им се подпише или да им нацрта нешто во стрип изданието на настани кои што ги организираат издавачите, значи на некој начин имаат мал селебрити статус. Дори самите стрипови нели се задолжителни, што би рекле кај нас лектири во почетната школска возраст, каде што Јованчо претходно спомна дека стриповите се навистина добри за учење за читање. Тие веќе го практикуваат тоа во рамките на регуларната школска програма. А во однос на издаваштвото навистина е тешко, затоа што доколку не постои таа поддршка, јас пред 2 години имав само издадов стрип заедно со Дарко Богданов и верувајте, 2 години поминати, ние вративме само 80% од средствата, значи нема тука заработка, никаква, дури 20% сме во минус. Меѓутоа, сме задоволни и затоа викам дека таа поддршка е многу важна, посебно од нас како автори, затоа што се вложува труд
и сепак тој труд треба да биде награден. И беше тоа сега еден феномен каде што на некој начин и македонските автори беа повеќе препознаени страна отколку во самата Република Македонија. Па така и Јордан и јас сме објавувале на пример во Босна и Херцеговина пред да објавиме стрип во Македонија, што е чуден феномен. Така. Ајде, добро, ќе го чував тоа можеби за крај прашање, меѓутоа кога споменавте веќе на што работите моментално, ајде малку повеќе околу овој проект. Ево Јордан нека каже за проектов, јас ќе кажам и за некои други работи што ги работам пошто се собра. Ке речев работниот наслов, но не е повеќе работен наслов, значи стрипот ќе се вика Пламениот. Тоа што беше доста интересно така спонтано со Јованчо, кој испадна и комшија да ми е, по некоја чудна случајност, и разговаравме и тој ми рече: слушај, ти гледам сакаш да пишеш хорор. Јас сакам нешто да е тинеџерско, ама да не е тинеџерско, а да е хорор, да не е во стилот Беверли Хилс. И сега седам, бислам и викам: слушај, имам една идеја. Седнавме заедно, почнавме да ги костурот да го правиме. И тоа што на вистина беше на некој начин возбудливо е да се пишува стрип кој што ќе се случува во Охрид. Локациите се од Охрид, ќе ве прошетаме низ целиот град, барем поголемиот дел или центарот да речеме, и користевме изворни моменти, а тоа се од нашата сама митологија. Ако веќе имаме нешто хорор, имаме суштества, првата помисла беше зошто да се оди со она што е веќе експлоатирано како вампири, врколаци, и ради тоа многу ми помогна збирките раскази, посебно Марко Цепенков, и што збирале наши автори, за да го најдеме вистинскиот водечки лик кој што ќе е во стрипот. Нема да откријам за какво суштество ќе се работи. И исто така падна врз база на тие истражувања, падна изборот на самиот негативец. Така да мислам дека стрипот ќе е интересен. Да, има инспирации од Миладинови, значи Да. Вистински локален стрип, значи. Да, локален стрип. Локален на светски. Ќе се обидеме да е интересен, значи и за пошироката публика, меѓутоа навистина е Охрид еден волшебен амбиент кој што не е доволно искористен во сите медиуми, и сакаме да му дадеме уште еден наш малечок придонес во неговата волшебност да издигнеме. Инаку Јордан го спомна тој проект, јас работам уште на некои проекти, пред се во соработка со стрип сценаристи од Република Србија. Едниот од нив е и еден од најпопуларните писатели во Србија, значи Дејан Стојковиќ, кој што има и највисоки тиражи во последно време, и се работи за една интересна сторија од Првата светска војна, која што е поддржана и од Министерството за култура на Франција и од Министерството за култура на Србија. Вториот стрип го работам со еден стрип сценарист од Лесковец, што се вика Марко Стојановиќ, и трето ја продолжувам соработката со работниците од Велика Британија во издание на нова хорор антологија, која што треба да излезе до крајот на годината. Исто таму ќе бидам застапен со еден краток стрип кој што е по сценарио на Джим Александер, значи стрип сценарист од Англија. Се собрало работа. Ќе биде интересно. Се да се стигне. Ајде малку поинтимни прашања сега. DC Comics и Marvel или Серџо Бонели? Така не можам да ги делам затоа што сум читал едно и се и се што Серџо Бонели интимно, затоа што научив да читам на стриповите од Серџо Бонели. Значи имаше еден стрип кој што се нарекуваше Кит Телер, кој што брат ми го купуваше од многу малечок, и јас морав да научам да читам за да можам да ги крадам тие стрипови и да ги читам пред брат ми да стигне до нив. Јордан? Јас не сум толку емотивно врзан со Серџо Бонели, меѓутоа се презасетив од суперхерои, така да Серџо Бонели. Така. Кој ви е омилен лик од стриповите? Некој кој што, како што спомена Јованчо, кој што остава впечаток, кој што трае не само низ детството, туку и до ден денес?
Па Дилан Дог во голем дел вака ми е еден стрип што мислам дека во своите врвни моменти е можеби и во тие врвови на стрипот, значи како медиум, меѓутоа има многу други, значи јас сепак како дете сум читал и Avengers и Халк и Конан и така натака, така да сите стрипови ми се драги, а посебно се врзувам за стрип автори, значи. Некој стрип автор е го спомна веќе Френк Милер, кој што сега има серија на Netflix Daredevil, правена буквално по неговата верзија на Daredevil. Бетмен е правен по неговата верзија на Бетмен. 300 филмот за Спарта е правен по негов стрип. Sin City е правен по негов стрип, а е тој корежисер на самиот филм, така да баш и така има значи некои автори кои што се влијателни, глобално влијателни и се интересни за следење, а себе баш Френк Милер сум го следел од детенце, тој излегуваше во 80-тите години во поранешна Југославија неговите стрипови, па до ден денешен ми е интересен автор или Ален Мур или има редица на автори кои што вредат да се следат, како што следите, не знам, читате книги од Стивен Кинг или не знам од други автори, така и стрипот си има свои некои величини кои што вредат секогаш да се следат. Така. Јордан, истото прашање? Па не е воопшто лесно прашање, меѓутоа очигледно прво кога ќе се спомне мене, на пример ми дојде Натан Невер, кој исто од Бонели, затоа што и јас доста го читав како помал. Навно неговиот карактер е нешто што остава впечаток, а како што спомна Јованчо и кај мене нешто слично, повеќе врзувањето со авторот отколку со еден одреден карактер. Исто би ги истакнал како цел тим, не како еден карактер, тоа е BPRD, односно тимот кој што го водеше Хелбој, па после таму во серијалот Хелбој заминува и веќе имаме посебен стрип кој што работи со тимот. BPRD, тука се Abe Sapien и така е толку интересно направен стрипот што сите карактери посебно можеби нема да ги издвоите, меѓутоа сите заедно како целина се интересни, дисфункционални, секој со своји проблеми, така да тоа би било кога се работи за карактери. Добро, и тука е авторот Мајк Мањола, нели? Добро, да, сепак. Мислам, повторно се работи за еден глобално влијателен автор, значи Дизни правејќи го филмот Атлантис, директно се инспирирал од Мајк Мањола, до толку што го повикале како консултант за изработка на филмот и вика одам во студиото од Дизни, гледам, вика, огромни квадрати од мојот стрип, вика, отпечатени во метарски димензии и вика интересни разговори кај што пред мене велат, па Мајк Мањола ова никогаш не би го нацртал така. Така што стрипот е влијателна гранка на влијателен медиум, влијателна уметност, кој што треба да се истражува и треба да се почитува и е интересен. Така. Толку од мене за денес. Јас ви благодарам за вашето гостување. Не само што се подсетивте на она што сте го правеле интензивно во детството, се надевам дека и на оваа помлада генерација барем дел од разговорот успеа да им всади една мала помисла дека ова навистина вреди да се истражува. Ќе научат и да читаат, ќе им се развива и фантазијата и убаво време да се помине читајќи стрип. Ви благодарам на двајцата. Благодарам. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99%. Со некоја нова тема ќе се видиме веќе наредниот вторник, а вие до тогаш останете на програмата на ТВМ. Пријатно!